Во денешниот блок Култура разговараме со најпознатиот македонски режисер. Денеска често да се разговара со него и како фотограф, Милчо Манчевски. Милчо, ви благодарам што прифативте поканата. Кога влегувавме овде во музеот, говоревме 1999-та фотосеријата, серијалот Улица, 2010 година Пет капки сон, 2020 година Таму. Случајност или коинциденција, како? Случајност, да, не е планирано, ама веројатно си има некоја своја логика за која не сум свесен. На секои 10 години да имам потреба да ги покажам сликите што ги сликам цело време. Цело време фотографирам, дење ноќе. Сегде сум сликам со мал идиот, релативно квалитетен Sony и најважно ми е да е флексибилен, да може брзо да се сними, да не ги исплаши луѓето што ги снимам, што ги сликам. И така некако испаѓа на секои 10 години го покажувам тоа што се сработило. Така. 10 години е голем период за да се соберат фотографии. Имате некоја груба бројка колку фотографии имате и како одеше процесот на избор за да го имаме таму? Па многу се, премногу се. Има луѓе кои работат циклуси по земји во кои поминуваат. Алекс Веб, например, има една за Хаити, друга за Истанбул. Мислам дека во овие 10 години имаше најмалку некои 80-90 илјади фотографии. Како одеше процесот на избор? Па, првата селекција беше условно кажано здодевна, затоа што само се чистат, долго траеше. И после веќе втората, третата селекција станува се поинтересни. Последните беа најинтересни и најтешки. Траеше, не знам, еден добар дел од оваа година, со тоа се бавев. Во последните фази учествуваше и Бојана Јанева Шемова, кустосот и кураторот на оваа изложба. Со вас сум имала прилика да говорам и за вашите филмови и обично знаете да кажете дури на пресконференциите кога не поздравувате нас новинарите дека сте човек кој што добро си ја завршувам домашната задача пред да почнам да правам филм. Го применувате ли тој принцип и кога работите фотографија или е сосема различен процесот на креација? Различен е. Самата креација е различна. Самата креација е спонтана, е интуитивна. Мислам дека некакво големо планирање би било контрапродуктивно за овој вид на фотографија што јас го работам. Ова е улична фотографија во која апсолутно ништо не е испланирано и само искуството и интуицијата ме водат. И потоа изборот. Домашното е можеби во тој долги макотрпен избор и таа селекција, тоа едитирање на фотографиите потоа. Покрај изборов на фотографиите, не работам скоро никаква постпродукција. No crop, no Photoshop. Значи нема кропирање, овие се сите full frame, целата рамка, целата фотографија. Нема користење на филтри, нема Photoshop, има само онаков старински колор корекција, значи малку по-зелено, малку по-црвено, малку по-темно и тоа е тоа. Затоа што верувам во моментот и верувам во не само ловењето на моментот во животот, во стварноста, туку и креативната инвестиција на фотографот во тој момент. И мислам дека се друго е на некој начин мамење. Говорите дека процесот на креација е различен, колку Милчо како креатор е различен. Кога ја слушнав најавата за изложбата, ми дојде прашањето, Милчо со фотографијата се одмара со филмот или се подготвува за нов филм? Па наоѓам друг креативен аутлет. Значи има работи кои не можам да ги кажам во филмот. Не некои пораки, него начин на третирање на уметничкиот импулс и тие можам да ги искажам во фотографија. Односно, грубо кажано, со фотографијата се одмарам од филмот. Так.
Правите интересен триаголник, фотографија филм и сега од фотографија во книга. Решивте заедно со антолог овие фотографии да бидат, ајде да кажеме, вдомени меѓу две корици. Да, антолог е издавач на прекрасно издание, кое го работевме со многу внимание, многу љубов, долго траеше. Ги отпечативме во Датапонс, каде што луѓето ептен внимание посветија на тоа да бидат погодени боите, затоа што бојата во оваа фотографија беше страшно важна. И Жарко и Вале Кујунџиски во антолог страшно многу се вложија, и ментално, и физички, и материјално во книгата, и затоа имаме прекрасно издание, тврда корица, која сега ќе патува, мислам, понатаму ќе биде предложена и на конкурсот на Aperture во Нью Йорк, и ќе биде веројатно достапна во нивните книжарници и на самото отварање. 2020 година е година која ќе остане запаметена како време кога беа затворени границите, беше затворен светот, но наспроти тоа вашиот филм, например Врба, успеа да прошета, успеа да стигне до повеќе фестивали. Колку за вас како уметник ваквата затвореност беше на некој начин предизвик, но и можност за рекапитулација што се случило и што се треба да се направи? Од друга страна, вие сте и номад, па како ги доживевте сите овие случувања? Па ја не сум научен да седам на едно место. И постојано патувам, стално сум, мислам, сигурно на секои 2 недели негде одам. 2020 беше прва година која ја испланирав целосно однапред. И корона рече, придржи ми го пивото да видиш. Така да сите тие планови пропадна. Требаше да има 2 патувања во Италија, ретроспектива во Шпанија, гостување во Кина, во Аризона. Сето тоа отпадна. Филмот Врба само што тргна. Значи, имавме светската премиера, македонската премиера, тргна по фестивали и се случи коронава. Значи, ние, например, требаше во Синеквест, на Синеквест да играме во Сан Хозе во Калифорнија. Фестивалот траеше 2 недели, ние бевме втората недела, одигра првата недела, на пола фестивалот се прекина. И се прекина еден куп такви фестивали, некои се одложија, некои се завршија онлайн. Врба до сега играше на некои најмалку 20-тина, затоа што потоа полека тргна. Беше во Пекинг, беше во Талин, во Тајпеј, на Голден Хорс. Сега е во Лондон, на Rain Dance, каде што сме номинирани во 2 категории, во странски филм и режија. Ќе биде во Валенсија, Тирана, Софија, беше на фест. Освои награди во Португалија и во Нов Зеланд. Така да филмот си го наоѓа патот. И убаво е што луѓе му се радуваат на овој филм, што баш ги погаѓа. Штета е што се затворени киносалите по светов. Ама еве и на друг начин ќе се гледа. Ќе се гледа со стриминг, ќе се гледа на телевизија, на стриминг од фестивали и така. Фестивали, да. Дали вашата публика, па и вашите обожаватели можат да очекуваат нов филм? За фотографијата говоревме, 10 години како некаква коинциденција, нели? Како период кога ги представувате, што е со филмовите? Па филмовите, да, има нов проект. Се вика Кајмак. Поддржан е од Агенцијата за филм со 40% од она што го побаравме, така да ќе биде прилично тешко да се склопи, ама имаме голем интерес од странски партнери, од копродуценти, дури од 8 земји. Извршен продуцент е повторно Scala Productions на Ник Пауел, покојниот, сега неговиот партнер Иан Прајер го продолжува, продуцент е Јане Ќуртошев. Јас работам со него. Сега преговараме со странските партнери. За сега најизгледни се тие преговори со Данска и Белгија. Ќе видиме како ќе се материјализираат. Филмот се вика Кајмак. Тоа е една црна комедија, современа. Се случува во Скопје.
со македонски глумци, на македонски се работи филмот со меѓународна екипа. Ако успееме да ги решиме сите овие практични прашања, се надеваме да снимаме по првата половина на 2021. Ако не ги решиме, здравје ќе видиме. За окружување онака како што започнавме со таму, кога ќе се погледнат сите фотографии поставени на изложбата, кој е првото нешто на кое што ќе одговорите кога ќе ве прашаат каде е таму? Таму е секаде каде што не е тука.